Продолжува судењето за грабнувањата и убиствата на Панче Жежовски и Вања Ѓурчевска. Во кривичниот суд денеска завршен збор ќе има одбраната на обвинетите Велибор Манев, Боре Видевски, Владко Кешишев, Александар Ѓурчевски и прво обвинетиот Љупчо Палевски Палчо. Михајло Видимлиски го следи судењето, повели Михајло. Така е, Тања, со оглед на тоа што на претходното речиште одбраната на останатите обвинети ги дадоа своите завршни зборови, денеска на ова планирано последно рочиште за судењето за убиствата на Вања Ѓурчевска и Панче Жежовски својот завршен збор го дава одбраната на прво обвинетиот Љупчо Палевски Палчо. Неговиот адвокат побара ослободителна пресуда за Љупчо Палевски Палчо со оглед на тоа, како што кажа, не е наведено какви дејствија презел Палевски, не се исполнети елементите на кривичните дела кои што му се ставаат на товар. Јовица Страшевски посочи дека Палевски не ги поттикнал останатите обвинети да сторат кривично дело и токму затоа, како што рече, судот треба да донесе ослободителна пресуда за него со оглед на тоа што, како што дополни, нема доволно докази во обвинението и затоа очекуваат ослободителна пресуда. Тој се осврна и на случувањата пред да биде поднесено обвинението, односно рече дека пресудата била однапред напишана без да се видат доказите кои што му се ставаат на товар. Во моментов тече завршниот збор на адвокатот на Љупчо Палевски, Јовица Страшевски, а по него откако тој ќе заврши содавањето на својот завршен збор и обвинетите имаат можност да дадат своји завршни зборови. Според информациите кои што ги имаме од нивните адвокати е дека сите обвинети ќе дадат свој завршен збор, вклучително и прво обвинетиот Љупчо Палевски Палчо. Со тоа, според планираното, Тања, како што кажав, денеска ова треба да биде последно рочиште за судењето за убиствата на Вања Ѓурчевска и Панче Жежовски, кои што се случија во ноември 2023 година. Секако што ќе се случува денеска во судница, што ќе кажат во завршен збор и сите обвинети за овој случај, во вестите во 15 часот. Ти благодарам, Михајло, за информациите.